Република Македонија има добри односи со своите соседи и сите држави кои се пријатели на земјава и сакаат да ја видат просперитетна и интегрирана во Европската унија и НАТО. Перспективите ни се на дланка, останува само да ги спроведеме реформите од планот 369, рече денеска премиерот Зоран Заев, информирајќи за активностите на владината делегација на 72-то Генерално собрание на Обединетите нации. Заев потенцираше дека за време на неговата посета во Њујорк остварил повеќе средби со шефови на држави, високи представници на меѓународни организации, бизнисмени и представници од македонската дијаспора. Токму дијаспората, нагласи Заев, е подготвена директно да се вклучи и материјално и со човечки ресурси, за што поголем и побрз развој на земјата. Клучни пораки што ги испративме во текот на целата посета се дека Македонија излезе од длабока политичка криза, која што ја надминавме со силна внатрешна политичка волја и голема поддршка од нашите пријатели од светот. Македонија е пријател на соседите и цврсто определена да стане полноправна членка на Европската унија и НАТО. На меѓународен план испративме порака дека правиме темелни внатрешни промени за развој на демократијата и за да ја развиеме економијата, но и дека очекуваме поддршка за реформите и напредок во нашата стратешка определба за зачленување во Европската унија и НАТО. Испративме силна порака за искрена политичка волја за градење добрососедски односи и затварање на сите прашања што стојат како пречка за унапредување на односите. Обединетите нации се добар форум за решавање на дел од овие проблеми, но ангажманот мора да дојде и од самите држави кои што се засегнати од предизвиците. Одговарајќи на новинарски прашања, премиерот Заев напомена дека идната пролет Европската унија ќе дискутира за проширување и давање шанса на земјите од Западен Балкан да се приклучат на европското семејство. Заев нагласи дека до следната година логично е да се очекуваат нови идеи од медијаторот во македонско-грчкиот спор Метју Нимиц, на кои и двете страни ќе можат да разговараат и преговараат. Сите официјални средби меѓу двете страни, повтори тој, се само во насока на помош на решавање на спорот со името.